Idete se svrsta za šklavot! Ako ne odnese do strašnigot, ke se udavim, a iz plavot ke se raspadne. Децата видена. Како? Децата на сплавот сајлата се скидала. Кој деца? Анџа! Стојанчо, Петре, Босилка, сајлата се скидала. Сплавот. Ајде, учителе! Учителе! Полема несека! Идеме по реката! Изгледа ги однела пустината. Тешко дека се спасиле. Луѓе, дрво од сплавот! Луѓе, елате ваму! Повирам! Значи, не издржал сплавот. Овде се растои. Луѓе, да не губиме надеж. Да продолжиме со барање. Безнадежно. Ja znam rekava. I poznavam brzaciju. Nemaš spas od njih. Ja sam go vidio sa Petre. Mi se posmejmila. Me praša da li imam drva. Ubavio crnutna baba. Misli na mene. Gospodи Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas, amin. Spuštajte. Večnaja pamjat, večnaja pamjat. Ете, ја закопав и го направивме редот. Си се прибрак утрата кај Петре. А наша Анѓа, барем гробот да и го знаев, све ќе да ја запали. Стојанче, Стојанче, Стојанче. Ќе одам на река да се изнаплачам. Тамо е неговиот гроб. Тамо некој вир. Не издржа срцето. Е, стварно. Пред да умри само за Петре зборуваше. Жив ја, ќе се врати. Учителе, тебе ти остаја аманет. Ако се врати Петр, жив и здрав, ти да се грижи за него. Бог да ја прости, веќе некој е споменат. Бог да прости. Ајде, Бог да прости.
што ќе ви го кажам, не е запишано во тетрадката. Работе во пиланата над вашето село. Сега таа е затворена, не работи. Во градот имав жена и 4-годишна ќеркичка, девојче. Еден ден ги земав со джипот во планината, сакав да уживаат во убавините. Пролета што току беше почнала. Снегот се топеше и патот беше калив, се лизгаше. Жена ми како да пречувствуваше нешто. Ме молеше да се вратиме. Не ми е прв пат и реков. Продложив, иако беше мощно опасно. Кога наближивме до пиланата, джипот се лизна и изгубив контролата и летнаме во провалија. Јас испаднав од джипота. А жена ми ќерка ми Илинка ни казнато од 2 години затвор не беше ништо според мојата болка. Знаев дека нема да ги пребалам никој пати. Петре, хајде читај. Слушај, синко, секому судбината му нанела некој тежок удар, ама пак треба да се живее. Затоа ти поседи овде, заздрави, па врати се. Друго чаре нема. Да се вратам. Со таква рана на душата не. Никакво враќање. Раните тешко се залечуваат. Еви јас живеам со тага, со спомени. Ми умреа жената и едниот син, а другиот син заака некаде по светов и ми се јави со писмо еднаш во годината, а во последно време се поретко. Ме заборави. Само овците и кучињата ми се утеха. Друштво. Стар сум веќе. Назимо ќе се приберам в село. Немам сили да талкам по ридиштава. Ќе ги продадам овците. Па ако има Господ и ако има век, ќе поживеам уште некоја година меѓу луѓето. Дојде известување од општината. Децата Стојанчо Стојановски, Петре Најдовски, Анđа Трајковска и Босилка Петковска, сите од село Живно, пред 6 месеци на ден 30 август 1960 година, се изгубија во пределот на истото село. Постои основано сомневање дека се удавиле во реката Црна.
До денес, 14. март 1961 година, и покрај сите напори и потрага од страна на местното население, службените органи, граѓани, младенци и екипи на специализираните служби за спасување, не е пронајдена никаква трага, ниту пак некој има дадено било каква информација за горе споменатите деца. Службено се прогласуваат за исчезнати. Потрагата од страна на службените лица се прекинува. Не може тоа така, учителе. Ние ќе ги бараме деца. Живи или мртви. Треба да се направи помен црква. Каков помен? Какво раздавање за душа? Треба в црква да се помолиме да се вратат живи. Ние ќе продолжиме да ги бараме. Не можела земјата да се отвори и да ги голтне. Пролет е веќе. Тие си имаат засолнето некаде. Ја имаат преживеано зимата. Нема надеж. Жал на работа. И да се откинале некаде од реката. Како ќе преживеат луѓе? Страшна зима беше. Тие само деца се. Повикот и поодењето. Ово е Стојанче. Стојанче! Стојанче! Татко! Татко! Стојанче! Синко мој, ете ме! Деца мој ме! Ај, деца мој! Знам, тешко ти е. Ја имаше само баба ти. А учителот ми кажа, треба да се гордеш со неја. Трико? Да. Сега сум сам, како и ти. Ајде да се вратиме во долината. Ќе изградиме куќата. Двајцата убава ќе направиме. Остави долината, не е таа за тебе. Ти треба да учиш. А долината нека ти биде убав спомен. Таа не е веќе ни за мене. Треба да се вратам. Меѓу луѓето годините минуваат, не ќе можам сам. Не си сам. Ми имаш мене, Стојанчо.
Босилка, Анđа. Целото село ќе живее со мене.